Во текот на вчерашниот ден заврши изборот за градоначалници на повеќе општини, вклучително и од југоистокот. Вие како народен правобранител, дека вашата канцеларија покривате голем дел од општините во југоистокот. Како течеше вчерашниот ден за време на изборите? Дали имате представки, реакции од страна на граѓаните и за што конкретно? Значи, како што кажете, подрачната канцеларија на народниот правобранител беше отворена од 7 до 19 часот за пријава од граѓаните за повреда на избирачкото право. Пријавите можат и представките можеа да бидат поднесени по телефон, по електронски пат или лично тука во подрачната канцеларија. Во текот на вчерашниот ден генерално изборите мина во фер и демократска атмосфера. Немаше посериозни нарушувања на изборниот процес и имавме поднесено 2 представки за повреда на избирачкото право и едно телефонско јавување на болно изнемоштено лице кое сакаше да гласа на вчерашниот ден. Значи, веднаш тоа лице беше советувано дека избирачкото право може да го оствари во избирачкото место, меѓутоа мора да се обезбеди превоз. Бидејќи болните изнемоштени лица гласаа претходниот ден по претходна најава. Двете поднесени представки беа од лице од Струмица и од лице од Муртино, кои и двата случаи беа слични, со важечки документи, лична карта и пасош, не можеа да го остварат правото на глас, бидејќи во избирачкото место ги немаше во избирачкиот список. Случајот веднаш го пријави до централата во Скопје и до Државната изборна комисија и до председателот на Општинската изборна комисија. Значи, се работеше за случаи кога лицето пред денот на изборите на лицата им истекува важноста на документите за идентификација. Тие повелен на времено постапка пред надлежните органи на Министерството за внатрешни работи за вадење на нови важички документи, истите ги добиле скоро месец дена пред изборите. Меѓутоа, во избирачкиот список биле избришени, бидејќи по појаснување од Државната изборна комисија, системот автоматски ги брише од избирачкиот список, доколку на денот на изборите наводно ќе немале важички документи. Тоа, јас претпоставувам и другите органи, сметаме ние дека тоа е грешка на системот. Бидејќи системот не може да предвиди дали лицето ќе поведе постапка и ќе извади важички документи до денот на гласањето. Поради тоа сметаме дека не треба такви лица да бидат избришени од избирачкиот список, а доколку тоа не се потруди или не извади, нема интерес да извади важички документи, истиот не може да го оствари правото на глас, бидејќи ќе нема важички документ за идентификација. Така, значи поголеми представки и поплаки од граѓаните нема, се е во делот на технички причини. Да, посериозни повреди, немаше пријави за посериозни повреди. Тоа е техничка грешка на системот. Од Државната изборна комисија неофицијално дознав дека во нашиот регион има околу 20 такви случаи. Спрема мене и како институција сметаме дека тоа е класичен пример на повреда на избирачко право. Лице со важички документ оди во изборно место, го нема избирачки список, автоматски не може да го остави своето уставно право на глас. Така. А што се случува со другите градови низ југоистокот? Па по некои мои вака неофицијални информации, исто така изборниот процес минал во добар ред, мирно, без поголеми нарушувања на изборниот процес. Okay.